за потребите на исламската верска заедница и за нивните членови кои што се жители на општина Кавадарци, во договор со нив и во добра соработка, општина Кавадарци одвои буџет за оваа година од 2.600.000 денари, како што го презентиравме претходно, и еве сме веќе во некоја прилично завршна фаза од изградбата на капела и за потребите за нивните обреди при погреби и сите други нивни секојдневни потреби за делот на муслиманските гробишта. Така да општина Кавадарци како општина во делот на целокупното фаќање на сите жители, така и муслиманството, и христијанството, и сите кои што ги имаме тука, гледаме да удоволиме во секој дел и пак ќе потенцирам, ќе кажам дека имаме одлична соработка, поготово со господинот Ахмет, кој што е претпоставен од исламската верска заедница за соработка тука и со општината и со целокупното население. Потребата беше неминовна, потребата е и од многу други причини, од хигиенски и од сите други, така да ова е секојдневни дел од животот кој што општината мораше да си го исполни. Овој објект димензијата содржа некаде на околу 1075 и 1175, чист простор 1025, 1125, над 100 квадрати, со две плочи, приземна и покривна. Меѓутоа да се свратам на тоа дека соработката со исламската верска заедница на Република Северна Македонија и општина Кавадарци имат добра соработка и ние како локална организација Џамиски одбор Кавадарци, кој го држиме реонот Велес, Гевгелија и Теквешијата. Тука пофалбите или соживотот се непрекосновани да ги спомнам за тоа што соживот во Кавадарци помеѓу христијанската вероисповед и муслиманската вероисповед се едно на најдобро ниво и оној пат кога давав едно вакво интервју кажав дека градот Кавадарци е пример за соживот помеѓу верите. Градоначалникот со барањето кое го доставивме од исламската верска заедница со склопот на џамискиот одбор во Кавадарци до Советот на општина Кавадарци и градоначалникот актуалниот Митко Јанчев, мислам дека едногласно го прифанаа за изградбата на капелата на турските гробишта за потребите на муслиманите од исламската вероисповед. Ваков објект има од поодамна почнато у Тетово и е веќе мислам после толку години пуштен во функција. Меѓутоа нашиот објект како капела на припадниците од исламската верска заедница за еден краток период ќе го имат употреба, ама помалку да го употребуваат. Инал